Makedonska, čudna si na gled. Zemljo Makedonska, čudna si na gled. Zemljo Makedonska, zemljo tursko-ropska Makedonijo, uvažavam te. Zemljo Makedonska, zemljo tursko-ropska Makedonijo, uvažavam te. Zemljo Makedonska, čudna si na gled. Zemljo Makedonska, čudna si na gled. Zemljo Makedonska, zemljo tursko-ropska Makedonijo, uvažavam te. Zemljo Makedonska, zemljo tursko-ropska Makedonijo, uvažavam te. Значи, тука сме кои се денешните грци, но за да можеме ние да зборуваме за денешните грци, прво треба да објасниме кои биле древните грци, така наречените архаични грци. Се разбира дека тие се историски народ. Кога велиме историски народ, значи дека немаат ништо општо со митологијата. Не се митолошка земја, не поседуваат древни цивилизации како, да речеме, древна Македонија, со прва, втора и трета боговска, митолошка, со седиште на гората Олимп. Тие се луѓе кои во својата историска, да наречеме ние, кариера, имаа два златни века. Тоа е 6-тиот и 5-тиот век пред Исуса Христа. Инако, како народ, во мојата тетралогија, јас нив ги определив точно од каде тргна, односно од каде беа истеснети од арапските народи. Тоа е денешен Ирак. Тука во соседство тие живееа со финикијците и судбината и нив ги натера да се разделат во повеќе правци. Едни тргнаа за Мала Азија, на кој им требаше од Арапскиот полуостров, па се до бреговите на Црно море и до бреговите на Мраморното море, најмалку 2 века. Тие се влечкале како чергари, како луѓе без некоја традиција поголема во било која од областите на цивилизираниот свет. Кога дошле како пирати, се разбира, во денешната Атика и Биотија, тоа беа првите области што ги зафатија и се разбира наидоа на една голема цивилизација, беа прифатени од народот, скоро без никаков отпор, никаква битка, така. Најдоа развиена Атина изградена
И да се речи преко ноќ тие се откажаа од своето минато, од своите богови и ги прифатија боговите на гората Олимп, односно ја прифатија старата цивилизација на пелазгите, на венетите, на антите, од тука е Атика, од тука е Атина, така. Од тука е и самата богиња, ќерката на Зеус, родена во главата негова. Таа де факто би требало да се вика Антика, да? А не Атина. Затоа што беше богиња на антите. Но бидејќи грците знаеја многу работи да извитоперуваат, затоа меѓу другото го извитоперија и името на овој главен град на Атика и Беотија, а покасно, како што ќе видиме, и на Пелопонес. Пред се, нашите почитувани гледачи и слушатели, да ги запознаеме со самото нивно древно име, како и подоцнежното. Хелени е древно македонската митологија, која исто така се пишувало како и тогаш, така се роди и името за неа поезија, поет, а од тука е пење. Некогаш пееле луѓето, денес читаме. Во Индија, например, уште продолжуваат да пеат поетите. Хомер мораше да прифати, бидејќи во 6 век пред нашата ера, еден од грчките тирани, тоа е Пизистрат, кој ја грабна власта на сила, така, и ја види, ја оцени дека станува збор за една голема цивилизација, но веќе со скршен рбет на Александровата империја, тие стана едно време дури на еден подал начин да се рече, се откажа од својот хеленизам и се вика Ромеи. Да, има и полно песни, ако имавме време можевме да цитираме, дека тие се Ромеи. Еден од дјаконите вика Его Ромјос генитика Ромјос се напефано. Тоа значи, јас ромеец се родив и ромеец ќе умрам. Тоа е во турско време. Но видите, значи тие за да се спасат од долговековното робство на македонците, како и бугарите, видовме сношти, нели, дека и бугарите беа долги векови под робството, во наводници, робство за нив, бидејќи тоа беа луѓе кои потекнуваат од истиот ген со македонците, така, но нивното име не се слушаше. Се слушаше името на трите македонски цивилизации со на митолошка основа и цивилизацијата на теменидите, која беше, се разбира, не последна. Покасно ќе дојдат и други цивилизации. Цивилизацијата на Кирил и Методи исто така беше една голема за која ние ќе зборуваме, цивилизација, така, потоа времето кој совпаѓа со
ова цивилизација е на цар Самуил, кој успеа да направи огромна балканска држава, да ја обнови така империјата на Теминидите. Грците ги знаат сите овие работи. И бугарите ги знаат. И затоа тие денес така настојчиво, така еднодушно со грците истапуваат дека няма такива. Не постојат македонци, значи. Се разбира. Ако признаат тие дека постојат македонци, што ќе остане за нив? Тоа што и за грците. Целото грчко минато, како што видовме тука во овие книги, што се со томови и полни 2500 години го народот го натера да верува на тие лаги. Италијанците во раното средновековие дури отворија и катедра за изучување на Одисеја, на Илијада и Одисеј од Хомер. И од тука е целата таа трагедија. Се што било македонско, тие го ставија во цивилизацијата ново, се разбира, која ја делија со нив, мислејќи дека најстарата цивилизација на светот ќе наложат римската и ромејската, нека речеме ние покасно византијска, дека најзаслужените луѓе на светот се тие. Јас тука ќе морам да се обратам кон еден речник. Тоа е лексиконот на Војаклија, или, ако сакате, преведени на македонски јазик, лексиконот на Љубо Мичуновиќ. Тука во овие лексикони сите зборови кои се назначени како грчки, тоа се де факто зборови од така наречениот јазик киниглоса, каини или коини глоса. Тоа е древномакедонскиот јазик на кој беа напишани Илијада и Одисеј. Грците дојдоа со многу ограничен број зборови во својот јазик и тие остана и денес, без да се срамуваат, ги нарекуваат дека тоа се со потекло арапско или евентуално турско. Добро, тие што се однесуваат на турското робство ги има насекаде во Балканот, така? И тие оддалеко се знаат дека се од поновиот речников фонд. Но арапизмите, така, тоа е нивниот исконски јазик. Неколку примери се разбира, најкарактерни. Во овој лексикон што го држам во рацете на Војаклија, најпопуларен на времето, скоро сите научни термини кои носат име грчки, потекнуваат од грчкиот јазик, имаат древномакедонски корен, древномакедонска основа. А грците едноставно тие во својот лексикон, етимолошки се разбира, го назначуваат со терминот
арх. Што значи архаичен? Не го знаат коренот, од каде? Архаичен значи од јазикот на кој наишле со големата култура, архаичната. И тука гледате дека сами директно си признаваат дека немаат никаква врска со архаичноста. Тие се историски народ. Нивната историја почнува со персијските војни. И ако не беше Македонската империја некаде во 4. век, така да се расправи со персиите, Александар и да стигне до Индија, така тие никогаш немаше да можат да се справат со нив, бидејќи ние имаме податоци историски во 6. век уште војуваат за одделни острови во Егејското море, а тука се уште пелазгите, тоест луѓето што дојдоа по море, така тоа беа финикијците и венетите, така да си ја штитат земјата од новодојденците. А новодојденците биле нахален народ, терор вршеле, правеле се возможно да го исплашат народот што мирно се живеел со своите овци, кози и крупен добиток во Пелопонес, во Ахаја, во Епир и во Тесалија. Рековме дека ќе дадиме неколку примери од лексиконот на Војаклија. Да речеме антропологија. И сите изведенки од антропос или од андрас. Тоа само звучи дека е грчко. Андар, основата и коренот се древно македонски. Тоа означувало човек, маж, како што биле дарданците. Тука имаме само метатеза на двата слога, од Дардан Андар. Да земеме друг историски термин. Самата историја, да речеме. Англичаните неа се ја викат сторија. И кога објаснуваат што значи овој термин, значи дека нешто сторено, нешто што се збиднало. Да го земеме ево зборот етнос. Од етнос, етнологија, етногенеза и десетици други зборови кои потекнуваат според овој лексикон на Војаклија од грчкиот збор етнос. Не е верно. Отворите го грчкиот лексикон, кој го имам тука и не го покажав. Тоа е тој. Еве, етимологико лексико. Ако го најдиме зборот етнос, на него има напишано само арх. Ништо повеќе. Значи дека во денешниот грчки етимолошки речник не помалку од 50% имаме древномакедонски основи и корења. Седнав и ги изброив под збор сите зборови под буквата А. И излегува дека 60% пишува арх.
Што значи архаични? А објаснението е од јазикот кој го оставиле луѓето што ги нашле во просториите на денешна Стара Грција. А под збор денешна Стара Грција се подразбира Пелопонес, Атика и Беотија. Тоа се два полуострови и еден остров покрај нив. Тоа и ни предстои, се разбира, предстои на нашата македонска наука. Не заради тоа што треба да им докажуваме на грците кои сме ние и од каде дојдовме. Тоа никогаш нема тие да го прифатат. Но да знае науката, да знае особено нашиот народ какво потекло има. Ние можеме под збор денеска да објасниме најмалку 25 до 30 илјади зборови. Мојата втора книга под наслов Македонија, центар на венецката цивилизација на Балканот и пошироко, со главата на Дзеус, а одзгора напишано Дзеус, на грчки Θεός, на латински Деус. Тука, за да не стане забуна, пред неја ја имаме книгата. Во книгата што ја држам в раце, тоа е овој шлем од времето на Александар Велики со 16 зрака, звездата со 16 златна, се разбира, со која ги одликуваше неговите херои. Така, две исто така позлатени ленти и еден позлатен венец. Така, насловот на оваа книга гласи Македонија 4000 години историја, цивилизација и писменост. Што значи дека ја продолжува насловот на првата книга. Но тука станува збор и за поднаслов, кој гласи присвојувањето на венецката цивилизација од страна на хелените. А ние веќе докажавме на некој начин кои се хелените. Тие се народ што не си го знае своето име и што мора да надоврзат некаде. Тие едно време вика, кога финикијците им го подарија писмото и тие прифатија финикијската цивилизација и култура, а таа по ништо не менуваше од венецката, од илирската, од дарданската, од античката. Таа беше една огромна цивилизација, иако ние истовремено во некаде 7, 6, 5 и 4 век паралелно имаме две империи историски. Тоа е Теменидската во Македонија и се разбира Финикијската, која започнува од Тир, Библ, Сидон, Финикија, во продолжение Картагина, па се до
до скандинавскиот полуостров и денешната Финска. Па видите, и Финска не е ништо друго, Финландија. Тие се додали само еден ланд, а Фин се финци. И целата топонимија тамо, стара, се разбира, се чува и денеска. Грците мора да речат дека ние сме потомци на финикијците, затоа што легендарната птица Феникс, која ја имат до денес на нивните метални пари, така, не е ништо друго, туку е понимка на Финикија, како и самиот крал Феник, кој ја роди ќерката Европа, а Европа беше грабната од Зеус со помошта на претварањето на овој бог во прекрасен убав бик, кој му се дава на Европа да го јавне, и тој тогаш се разбира ја однел со голема брзина на Крит, таму кај што на времето како бебе мајка му го сокрила од неговиот татко што си ги голтал децата, а тој бил Титанот Крон, или првиот Кронисан бог на Олимп. Зависи. Кај некој тој во митологијата, па и во историјата, тој е и бог, а истовремено и гигант, односно џин, така, бидејќи живеел визави Олимп, кај што живееле џиновите. И гледате совпаѓање сега, гората џин на џиновите и Омбол на боговите. Омбол значи река која блика со води, па и денес има прекрасна вода која се уште течи од времето на Зеус, од пред 6 до 8 илјади години, колку датира ова древно-македонска митологија. А грците дојдоа така некаде во почетокот на последниот милениум на овие земји. И некаде само фатија неколку поголеми пристаништа и таму се стабилизира. Инако јас ке морам да ја отворам и древногрчката историја тука и на лице место да се види дека древните грци, старајќи се да станат европејци, се измешале со тамошното најденото население на пелазгите, на антите, потенцирано на древните македонци, бидејќи ова митологија, како што реков, започнува и завршува на гората Олимп. А според Страбо, еден од историчарите, вели дека гората Олимп е во границите на Македонија. И тие луѓе беа во право. Излегоа мудри, мали, запечени грчиња, од довчерашни, да ги наречеме ние, луѓе кои чека да капне нешто од дрвјата под кои живеа, за да обстанат. Преку ноќ наидоа на голема цивилизација, на голема култура. Доволно е да ви споменам јас дека во ова древно грчка
Историја, таа е на полски јазик, Историја старожитни Греци, така се вика. Меѓу другото, се сретнуваме и со митологијата, филозофијата, потоа ги имаме посебна гранка јонската филозофија, тука го имаме старогрчкиот театар, се разбира старогрчки, тука веднаш да подлечам дека тоа е во наводници старогрчки театар. Грците во Илијада и Одисеј изнакажа толку лаги за да можат да се надоврзат на таа цивилизација, што народот се разбира на Европа уште неписмен или полуписмен, а некои воопште неписмени, бидејќи ние знаеме, го знаеме историјатот на овој процес. Прво ние имавме писмо од денес, нели, го разгледуваме од сите страни, и пештерското и надгробното писмо старо околу 6 до 8.000 години пред Христа. Тоа го немаше ни една друга цивилизација. Потоа во последниот милениум, последното илјадолетие, така го превзедоа од финикијците грците. Јас не се согласувам потполно, може би еден дел од грците да го превзел од финикијците, но грците кога дојдоа во Пелопонес, во Крит, на полуостровот Евиеја, кој исто така има древномакедонски корен, и Атика, Атики и Виотие, така се вика таа област во Грција, која на времето беше, се разбира, одделна држава по наследство не пак од грците, туку од финикијците. Тие изградија полиси. Така, полис е исто така древно финикијски збор, како што да речеме една Картагина. Карт, тоа е град. Гина е гени, нов град. Прва Картагина, втора Картагина, нова Картагина, така стара Картагина. А грците и тие морале, нели, како конкуренти на финикијците, да изградат и тие нов град и го нарекоа Неаполис. Денешен Неапол во Италија. Тука војувале, се разбира, меѓу, додека беа пријатели, но кога почнаа веќе да делат земјата, да ги делат полуостровите, така тие мора и да војуват. Име од ова бајги дебела книга од предавања на древногрчката историја, да речеме со уметноста. Сите овие слики кои ги гледате на екранот, како што е, например, Партенон, потоа Олимпијадите што ги организира, архитектурата, потоа ги имаме прекрасните, чудесни уметнички дела на
оние кои покасно ќе ја вршат илустрацијата и преку илустрацијата ќе надоврзат до Грција, се школа исклучиво на луѓето кои ги најдоа во овие места грците, а тоа беа пелазгите, антите, финикијците, тоа беа подлечено древните македонци. Оти ако не беше ова митологија, што навистина треба тука да му признаеме на Хомер и да му покажеме една чест со капата симната до земја, благодарение на неговите дела, благодарение на сите оние искривокалчувања и додавање на грчките завршетоци на зборовите, ние денеска можеме да го реконструираме древномакедонскиот јазик до последен збор. Да земеме, еве во раците ја имам јас, да речеме, Антигона. Така. Таа се смета древногрчка трагедија. Самиот збор трагедија не е грчки. Зошто? Затоа што го нашле тие. Старата цивилизација не била ни без театар, ни без уметност, ни без... Наброени се тамо 7 музи. Тоа грците го покажуваат како нивно дело, но сето тоа е во древномакедонската митологија, како што и целата старогрчка трагедија не е ништо друго, туку е едно преджвакување на она што го оставиле нашите прадедовци. Истото нешто е и со филозофијата. И за неа ние еден ден треба да најдеме простор и да зборниме на нашиот народ отворено, дека тоа е само преживување, а нашиот народ го вика преживување кога кравата се најади, легни под сенка и таа го повраќа изеденото тревата и повторно ја джвака. Ете, тоа е и со старогрчката трагедија, и со старогрчката филозофија, така, како можело преку ноќти да станеш филозоф без никаква основа, без да си прочитал? Не, тој ги читал, ги припишувал и ги ништел. Припишените, но не можел да ги уништи оние што останале на површината на земјата. Тука имаме ние да им заблагодариме на такви луѓе, како што е еден Фелмерајер во Германија, кој уште 1830, второ издание 36 година, ја издава книгата Историјата на полуостровот Мореја, кој врз основа на една компаративистика, на еден компаративистички метод на творење, докажува дека од древните хелени нема ни жива трага. Значи тука сме, древните хелени оставија само име, но оставија и дело. Особено дело кој допрва треба ние да го
преработиме, да го разработиме. Така можеме да го извадиме на површина она кои успееле да го закопат. Тие луѓе закопуваат 2500 години древномакедонска цивилизација. Јас сосем случајно во Германија на една маса седем и неколку души, а меѓу нив и грци. И кога им ги расправав јас овие работи, тие не беа вчудо невидени. Тие вика, јас работев на еден брод кој со тонови споменици фрлавне во Егејското, туравне во Егејското море. Мислејќи дека тие со тоа ја бричат сликата на древната цивилизација и дека тие се почетници на цивилизацијата воопшто на Европа и на светот. Не, ние денес најдовне и располагаме, само јас во мојата прва книга разгледувам над 100 надгробни споменици со околу 700 според нив глоси. Глоси значи зборови. А и тоа не е грчки. Глоса значи глас. Така, основата му е глас. Зборот, така, произнесен со ова што се вика така глас преку јазикот. Ние се го викаме јазик. Така, а тие го викат глоса. Глоса, ама со архаично, а не грчко. Друго што би требало да се рече за тие луѓе, дека се сепак заслужени за науката, е тоа што на древномакедонскиот јазик им отворија широка перспектива и тој е прифатен денес во светот, иако како хеленски, а ние веќе докажавме дека изборот Хелен не е нивен. И за него ќе најдеме арх. И тоа е, значи, од јазикот на древните македонци, земен директно од онаа митологија која ја поделија со римјаните. Тогаш се поставува прашањето: кои се денешните грци? Грци можеме дури до ситница да ги определиме под број, што би рекле. Тоа се пред се луѓето за кои малите грчиња кои исчезнаа од ликот на оваа земја рекоа дека ние сме многу малку и одвај ги задоволуваме основните потреби да ставиме стражи во градовите што ги поседуваме, така, а камоли да направиме наши исконско хеленски градови. И навистина така било. Тие секаде кај што оделе на некој нов остров, така, оставале 5-6 души да го чуваат редот и за да се знае дека овој голем остров, како што е да речеме Крит, или како што е Тасос, или како што е Корфос, тоа е крв, така, ние ќе зборуваме посебно за секој од тие, за корењето нивни. Значи грците биле многу мал број и затоа исчезнале од ликот на земјата. Тие биле стопени во оние неколку бранови што дошле од Мала Азија, се вратиле, пак дошле, заминале, пак се вратиле. Ако земите вие историјата, ќе ви ги каже точно датите
и ќе видите дека скоро ни една година не останала без некој бунт некаде во Византија. Старите Грци исчезна затоа што биле слаб ген. Како што исчезна, како што видовме, и бугарите, кои дошле како орда во Тракија и во Подунавието, но без своите семејства. И јас не се согласувам со тие дека викат дека тие останали компактни. Не, ништо компактно од тие не останало. Компактно може би останало од втората, турската окупација која траеше во Бугарија 5,5 века нова и 3,5-4 века стара, 7, близко 1 милениум под турско или анадолско робство. Штом грците сами го потврдуваат фактот дека тие станале голем народ, голема нација, нека речеме ние, со асимилирањето на луѓето на кои наишле, а тоа се луѓето од древно-македонската империја, од првата, втората и третата олимпијска, со боговите, со политеизмот, за кој ќе збораме, ќе имаме посебна, тоа ќе биде некаде 12-та, наша емисија. Потоа Теменицката, која дала над 30 цареви и кралеви во оваа земја. Но тие ја прифатија, името им остана, се разбира, и тоа не туѓо за македонците, туку пак македонско. Денес се уште живее тој корен и таа основа, како елен, ги имаме ние во секоја наша поголема шума елените. И не се елени само кај нас. Да речеш дека ние го позаимивме од нив. Оти навистина јас имав еден таков разговор со една од класика професорка, која не знаеше што друго да ми речи. Нека ве признае прво светот, па потоа ние ќе ве признаеме. Сакав да ја предизвикам, да натерам да напише нешто, но таа го заврти грбот и си замина, велејќи дека треба прво светот. Светот нас не знае. Цел свет нас не знае. Само ние себе не се знаеме. Тука е она што ќе треба ние да војуваме. Ние ќе треба едноставно да направиме институт во Сенка. Да ги натераме сите оние кои се загрејани, а ги има, јас неколку телефони добив по овие емисии. Има луѓе кои пишуват. Еден ми рече дури, на директорот му дадов јас една драма за Александар Велики и чекам филм да сниме. Ќе сниме, викам. Штом му најдеш пари, апсолутно ќе сниме. Да, имаме луѓе ние. Например, еден од највака ретките и заслужени, така, тоа е Васил Илјов, кој покрај моите 100 споменици што ги разгледувам во првата книга, така, за која ќе зборуваме за во наредната емисија, така, тој откри споменици 50-тина, така, со над 2000 древно македонски глоси, тоест зборови.
над 2000, а тоа не е мала бројка. Додека новите елини, еве тука ги имаме во овие корици, кои што започнуваат од Пелопонес, ако сакате и од Кипар па нагоре, се до границите на Олимп, тука е реката Селена, односно Зелена, и реката Пиниоспотамос, односно Пениста река, таму сите градови носат древно македонски корени. Јас имав еден професор по класика во гимназијата Битолска, Керамичиев. Ме наоѓа, остарен се разбера, уште е жив, и почнавме, еве, на оваа тема муабет. И ми вика вака: ќе внимавате, колега Белчев, грците немаат суфикс ица. Кардица не е грчки град, како што имаме ние, например, перница, железница, ица. Тоа е типично македонски суфикс, така? Или префикс, кој може да биде карактерен, еден за грците, а тие со помошта точно на префиксите, суфиксите и завршетоците на зборот, на корението македонски, додава, се разбира, грчки завршетоци. Ос, ас, ес, ис, и тоа ти е грчко. Од, да речеме, валто, така, валто, балто, блато. Како да го вртиш? Коренот е БЛ. Да, тоа се знае. Такви топонимски единици тука имаме околу 2,5 до 3.000, така, а сите тие би требало ние да ги помножиме најмалку со 10, бидејќи јас давам еден пример од неколку монографии селски што си ги издадува меѓу себе селаните. Например, монографијата на Герман, така, Герман е стар град, тие не знаеа, се разбира, од каде потекнува тоа име, имало некој светец, се викал Герман, имало некој црквиче, тој се старал, се грижел за црквичето и од тука името Герман. Но не знае дека Герман тој е од жар, топло, жер, така. Како што е Геја, така грцката Јис дала Гена, а Гената е жена, а жената е роткиња и ја наплодила ова земја. Да не избегаме од темата, се околу 80% пелазги, венети, анти, финикијци, а за овие финикијците ќе ви покажам и една карта, ќе ја видите, дека денешното Јанина, денешниот град Јанина, народно, тоа е нешто слично на фолклорно, се вика Финикии, што значи дека финикијците сепак не биле само на северниот брег на Африка и од таму стигнале преку британските острови во Скандинавија. Туку тие секаде кај што наоѓале како трговци, место погодно за живење, тие таму и граделе, создавале, тие биле творечки народ.
ако заеме ние да ја обновиме изгорената Картагина, така, таа е потполно денес иста како што биле древните градби на античката цивилизација, на античката архитектура. Реков не, 80% тоа се луѓето кои остана на овие нивни земји, каде што наоѓаме веќе од 6 до 8 илјади години пред нашата ера писмени споменици. И реков, еден Илјов изброја околу 2000 зборови. А еден Одисеј во Канада, кој се занимава преку англискиот јазик, тврди дека Илијада и Одисеј, и овој се вика Одисеј, така, 80% се македонски основи и македонски корени. И тие се многу поблиски до англискиот јазик, отколку до современиот грчки јазик. Се разбира, тука има место за дискусија, бидејќи Одисеј белчески, од Битула потекнува, не е запознат со грчкиот јазик. Сега го изучува, бидејќи има намера сепак да продолжи со ова тематика и да ги увери канаѓаните, односно американците, дека грците немаат и не можат да имаат древна митологија кога се историски народ. И народ кој, нели, докажуваат учените луѓе што се занимаваат со древно грчкиот јазик и египетската култура, дека грците, старите, мислам, древни, не биле европски народ или не припаѓале на индоевропската група. Кои се другите 20% од грчкиот народ според наше мислење? Тука се пред се дојдените за време на римската окупација власи на прво место, потоа слободолюбивите луѓе што не ги признаваат границите цигани, кои преко ноќ беа прекрстени во православни, силум фрлани. Еден случај имаше тако во Леринската река, ги зел владиката до еден и им запнал крст на градите откако ги крстил во реката. Значи, Леринскиот поток, кој слегува од Вич и го пресекува градот Лерен, станал Јордан, каде што беше крстен Иисус Назарет, царот на јудеите. Други малцинства донесоа покасно од повеќе страни. Од Мала Азија, од Заткарпатието, од Заткавказието, односно сите тие кои се на времето си ја задржаа својата религија, а тоа беше православието, така за време на Византијската империја склучија договор грците со турците, со бугарите, со русите за размена на населенијата. И денес во Егејска Македонија имаме најмалку